Во поголемиот дел од нашето студио или овдека во нашиот убав, да речеме, и топол амбиент на пречекување на нашите гости, на секаде или во секоја ќоша го имаме оној неисцрпен дел од креативноста на македонскиот уметник и хуманист Живко Поповски Цветин со неговите цвеќиња, секој е различно, но слично ако зборуваме во праќањето на пораката на мирот или она кое што е карактеристично за нашиот Цветин, а денеска со него ќе зборуваме за сите оние новости кои што го следат во овој период и сите она кое што вреди да го прикажеме во нашата утринска на Телма. Цветин, добре ни дојдовте во студиото. Добре ве најдов и поздрав до вашите гледачи на Телма телевизија, оваа утринска прекрасна програма. Кога ни доаѓате, вака е весела атмосферата, заради тоа што имаме многу разнобојни, да речеме, цвеќиња кои што се изразени на различни површини, а при тоа тука и фотографии кои што го овековечуваат она кое што веќе со години го работите, сите оние убави моменти, насмевки, искрени пријателства, за сета таа поддршка и хуманост подарувана од вас низ годините, преку цвеќето на мирот, пораката која што се пренесува од година во година, присуството на голем број настани кои што практично ги раззабавувате на еден ваков начин. Повелете. Секако дека цвеќето како символ на убавината и цвеќето како универзален подарок за сите убави нешта што се случуваат кај човек во животот на луѓето, особено на децата. Дури после заминувањето од овој свет, цвеќињата се присутни еве на обично на Дуовден, кој помина неделава. Едноставно цвеќето носи радост. Многу луѓе кои ги добиле моите слики цвеќиња на мирот, и повозрастни и по млади личности, навистина се среќни што имаат мои слики. Така е. И тоа можеме ние да го забележиме и преку оние информации кои што вие ги давате на социјалните мрежи, но и сите оние кои што ве следат во Чекор, и кои што се разбира сме и ние од последниот пат кога се видовме, мисля че ни тоа беше минатата година, ако не се лажам, еве повторно новости кои што сакаме да ги споделиме. Ќе почнеме со ред, иако имаме повеќе работи кои што сакаме да ги кажеме, но на кое што на почетокот ќе го ставиме акцентот е подарувањето на уметнички слики на Дневниот центар за лица со церебрална парализа во населбата Капиштец. Ова е значи центар кој што се наоѓа во просториите на Основното училиште Киро Глигоров токму во таа населба, каде што е отворено Цветиновото мировно каче, односно Цветиново каче на мирот и хуманоста. И она кое што вие го имате изјавено е дека всушност со ваквиот тип на активности настојувате да се проследи пораката на мирот, она кое што е ваша мисија и која што го правите, и за хуманост во земјата и во светот, и токму заради тоа што на секој од нас му е потребен или неопходен мирот. И оваа поддршка се забележува кај сите кои што се дел од центарот кој што се. Да, токму така, јас заедно со познати поети, пријатели, потоа луѓе кои ги почитуваат и помагаат овие деца, овие личности, кои навистина имаат голема потреба од помош, особено во лекарства и во други, да речем, материјални и нематеријални средства, особено кога им се доловува нешто што за нив представува радост. Јас прво направивме една манифестација под 5 липи засадени. Јас како директор која бе во Агроберза ги засадивме и тие се веќе големи затоа што 25 години помина од тогаш. И токму под тие липи се качи да символот на градот Скопје и символот на липата како липов чај кој многу помага во здравјето на луѓето. Направивме настан со поети, како што реков, кои читаа поезија, малку музика, малку дружба. Јас имав една изложба од 10 слики и тука покрај Дневниот центар за церебрална парализа беа и лицата од Дневниот центар
од интелектуална попреченост над 18 години, кој се наоѓа во близина на Заводот за вработување, едниот пред Заводот, другиот по Заводот. Така да имавме навистина една прекрасна средба, каде што се дружевме заедно со тие лица. Гледавме насмевките колку ги имаше на нивните лица. И колку тоа всушност ја покажува благодарноста која што ја имаат тие за самата поддршка и за разубавување, едно убаво чувство кога се пренесува ваква токму така, и јас одлучив од целата таа изложба по 5 слики, формат 35x50 во рамки, да бидат доделени за овие лица, зашто тоа цветиново катче ќе им значи малку радост во нивните простории. Навистина, вакви катчиња имам уште неколку, и тоа во Средното училиште Јахија Кемал, минатата година, каде што таму и објавивме Трета светска војна за мир. Што значи дека и јас имам една војна, долгорочна, 40 годишна, за мир во светот, на еден поинаков начин од оне што политичарите после војната го прават, зашто после секоја војна мора да дојде до мир. А јас го правам тоа одејќи по институциите, од детските градинки, основните, средните училишта, факултетите, домовите за стари лица, домовите за деца без родители и на други настани поврзани со културата, струшки вечери на поезијата, Охридско лето, Скопско лето, потоа фестивал Ландово и многу други, да речем, манифестации кои се случуваат кај нас. И годинава и пратив и на Евровизија. На Евровизија преку Валентина Парго, која беше присутна, така да цветињата на мирот наоѓаат начин како да го кажат својот глас и да ги потсетат луѓето дека убавината е во културата, во уметноста, во музиката и во животот. Во творењето, во креативноста, во енергијата на животот, која што секогаш можеме да забележиме и кај самите цвикиња, или секој на свој начин како тоа природно го изразува, а вашите дела всушност кои што се составени од цвикиња, како што и реков на почетокот, различни а слични, но секогаш со своја порака или со свој оригинален печат како што го имате, се безвременски. И кога вака се подаруваат, кога и да се погледнат, значи во било која институција таму каде што остануваат, секогаш спомените се тука за таква социализација, за таква дружба и за поддршката која што е добре дојдена и потребна. Токму така еве и тој ден пуштивме порака за мир со 3 балони. Еден жолт, црвен и син балон. Сакаќијата и на тој начин да ја искажеме таа потреба од мирот после, да речам, сите овие војни што се случуваат во светот, сите страдања на луѓето, има многу гладни деца во светот, има многу гладни, осамени лица, болни. Така да, навистина, светот се наоѓа во еден, би рекол, хаос, кој треба секојдневно секој човек да покажува емпатија кон луѓето и да се бори за мир прво во своето семејство, во својата зграда, на улицата, во општината, градот, државата и сите да придонесеме во таа насока. Така, и тоа е пораката која што ние и денес, но и во ваши други гостувања и присуство тука кај нас го пренесуваме секојдневно. Она кое што е исто добро да го споменеме и Телма го проследи и нашите гледачи тоа можеа да го видат кога нели ја пренесовме и информацијата преку прилог за Крива Паланка, град на културата, таму бевте повторно вие со истата цел. Да, бев јас на 5 јуни таму, тоа беше ден на човековата околина. И токму тој ден го искористив заедно со децата од сите училишта во Крива Паланка. Направивме една ликовна работилница, им подарував слики, а тие рецитираа своји песни посветени на мирот, сликаат цвеќиња на мирот
и едноставно се дружевме и навистина ми остави голем впечаток. А јас за децата од Крива Паланка, која годинава го носи епитетот град на културата, и доделив Цветинова награда за мир на сите деца од Крива Паланка, со цел да на почетокот на оваа нова учебна година таа биде прочитана, проследена во сите основни училишта, во сите средни училишта и меѓу родителите и наставниците. Така да, еве, тоа е единствен град каде што сите деца добиваат Цветинова награда за мир. Така, и тоа е една одлична идеја или иницијатива која што и понатаму продолжува, нели, зависно за тоа каде и во кој град има вака културни и убави случувања, да може и најмалите или најмладите генерации да уживаат во сето ова, но и на некој начин да ја пренесуваат пораката. Тука во студиото имаме, нели, различни цртежи или цвеќиња, а исто така имаме еден убав чадор кој што е во собственост на Цветин, кој што се разбира си го направил самиот за себе, но доволно интересен да го прикажеме тука. Чадор кој што наоѓа примена и на сонце, и на дожд. Имавме вчера и дождливо време, денеска имаме сончево време, впрочем, како и изминатите денови, и добро е да бидеме заштитени, а уште побаво кога имаме вака цветен чадор, нели? Токму така, тој чадор го добив минатата година на манифестацијата Лазарополе Цутиво, Лазарополе. Го добив бел чадор, меѓутоа јас реков дај да му ставам од моиве цветиња на мирот, па да биде уште поубав, зашто цветната ливада во Лазарополе навистина ми даде една инспирација да јас го засадам овој чадор со моите цветиња на мирот. Така е. Специфичен ли беше да се нацртаат цветињата на мирот на ваквата површина, што се доста оригинално? Да, е поспецифично, меѓутоа мислам дека убаво изгледа и од натрешната страна е прозирен, а и од надворешната цветињата се присутни. Одлична идеја. И уште поинтересна приказна имаме и во продолжение за лавот во зоолошката градина, поточно нешто кое што се случуваше за време на празникот Цветници. И тука оригинално, повторно символично, како што е карактеристично за вас, лавот и цвеќињата кои што беа, нели, презентирани, поточно поставени токму на кај неговата територија, да кажеме. Да, ние Лајонс клубот Вардар секогаш на Цветници засадува рози. Јас како член на тој Лајонс клуб решив покрај тоа што ќе засадуваме таа може да покаже. Рози, јас направив една изложба. Една изложба крај оградата на лавот. А лавот се вика Жика. И токму викам овде најубаво ќе ја заштити оваа изложба лавот Жика. Лавот Жика и цвеќињата на Живко Поповски Цветин. И токму еве ги поставив тие цветиња, како што реков, крај оградата. Лавот прво беше овде, тој не заинтересиран. Меѓутоа, кога ги поставив, тој дојде до цветињата, ги погледна и се врати назад, нешто почна да лае, меѓутоа не можев да го разберам што сака да каже. Веројатно сакаше да се заблагодари за изложбата што е направи во негова чест. Да. И тој ја чувствувал веројатно таа убава енергија и, нели, самата поента на и подготвувањето во еден ваков чин и одлична символика како што ја споминавте. Јас ми се чини дека и во наши други минати прилики сум прашала, но секогаш некако тоа прашање се појавува вака кога заедно разговараме. Има ли некогаш, да речеме, период кога немате доволна инспирација за цртањето на цвеќињата на мирот, или тоа е непрестано кај вас, како што рековте, дека 4 децении? Па видете, мислам дека доколку денеска не успеам до 4, 5, 6 сат од нешто да насликам, тогаш нешто ми фали. И после тоа се чудам што ми фали и на крајот кога ќе застанам крај масата, тука ми се во близина шпаклата, боите и хартијата, и веднаш почнувам нешто да насликам една слика и веќе сум друг.
среќен и просто ништо не ми фали. Ни во поглед на здравјето, ни во поглед на некои други потреби, храна и така натаму. За тоа говори нели целата таа животна енергија дури во третата доба од животот, кога човек наоѓа свој извор на енергија, на креативност и оно кое што го пресликува, верувам дека тоа во голем дел се рефлектира и од самото задоволство кај сите оние кои што ги добиваат цвеќињата на мирот на ваков или онаков начин и на различни настани. Имаме и уште нешто што можеме да го Јас би сакал да кажам дека во саботата имавме убава дружба. Вера Самарјанин таа доделуваше мои нејзини слики, книги, а и оваа монографија е нејзина за мене. И јас бев заедно со Драган Мијалковски, Лидија Лучко Јеремич, Вања Радевска присутни тамо и малку им го разубавивме денот на овие луѓе со читање поезија, со музиката на маестралниот Драган Мијалковски и со цвеќињата на мирот кои јас им подарив на сите. А 2016 година таа ова голема слика беше веќе урамена и рековме да ја прикажиме и таа од минатите години што сме направиле. Одлично. Има уште нешто кое што е примерно тука ќе го прикажеме и со тоа ќе го завршиме нашиот разговор. Цвеќето на мирот и хуманоста или оно кое што исто го видовме и во фотографиите пред малку. Ова е прва промоција на овај постер, би рекол, заедно по цветната патека на мирот. И овај цветиња на мирот и хуманоста. А од другава страна е едно од цветињата што беа изложени под 5 липи. И ова цвеќе исто така е феникс, почнувајќи еве од ново, како феникс да се мирот промовира во светот, да се промовира кај нас и да се на некој начин еве помага на луѓето кои имаат потреба од хуманост, солидарност, зашто мајка Тереза секогаш велеше помогнете му на луѓето што се до вас. И на крајот, ако ми дозволите, би кажал и еден настан кој се случуваше во близина на Capitol Mall. Многу настани и тој е посветен фотографии во чест на калинката што цути. Калинката има најубав цут, а исто така калинката е едно од најхранливите овоштија, лековита, и се вели дека тоа е овоштие на боговите. А кај нас калинката се огледува во јужниот дел на нашата земја, Валандово, Гевгелија и тие краишта. И навистина во дворот имавме калинка, која ете така на некој начин со изложба, со дружба пак, читање на поезија, со музика, го одбележавме во мај месец и денот на калинката што цути во дворот на Јованче Јаневски. Карактеристичен за ваш Цветин, каде и да одите, насмевки на лицата на сите присутни, но и оно кое што е најважно и кое што е ваша мисија, тоа е пренесување на параката на мирот преку цвеќињата кои што ги креирате, кои што ги цртате и кои што имаме можности ние на еден ваков начин да ги погледнеме. Зашто ви благодарам секогаш и за присуството и за времето кое што го одвојувате да бидете наш гост. И јас ви благодарам и навистина и ова е настан. Така е. Понеделнички за мирот и хуманоста да помагаме оному каде што можеме. Така е. Тоа го правиме заедно и верувам дека така ќе продолжиме и во иднина и посакувам многу здравје, уште многу креативност за цвеќињата на мирот и што повеќе вакви дела и вакви настани за да може да го добиеме мирот кој што го заслужуваме и го посакуваме. Секоја добра.